Благодарам. Ќе се потрудам, колега Стевананчев, да бидам многу краток, пошто имам многу работи да кажам. Врска со законот за јазици. Очигледно е дека некоја партија фаќа паника дека ќе изгуби на изборите и се враќа на старо нов обид на националната карта да се одигнат рейтингот. Бидејќи, што мислите, колега Стевананчев? Бидејќи актуелнава влада, коалиција, има многу висок рейтинг, дури над 30%. Се среќава со светски лидери со кои што разговара, долго разговара за законот за јазиците во Македонија. Што мислите? За да нема недоверба, недоразбирање, дајте нека се распише референдум. Нека одлучат граѓаните на Република Македонија да изградиме еден мост на разбирање и да го гласаме овој закон сите. Порегуларно, пореално, по-народски, по-прифатливо решение нема да има. Нема да има ни обвинувања, ни расправи, ни ништо. Зошто го говорам ова, колега? Има многу недостатоци во законот. Дури и колегата Атанасов и колешката Ременски кажа, како членот 21 и членот 22, каде што ќе има глоба доколку не се говори тој јазик, и кажа дека амандмански во второ читање ќе интервенираат. Значи, колеги од ДУИ, најверојатно амандманите ќе се однесуваат и на тоа дека и албанците ќе треба да плаќаат глоба ако не го знаат јазикот. Тоа треба да им го кажете на граѓаните. Затоа што сега чувството е дека само едните ќе бидат казнети. Треба да им објасните на тетовчаните, на гостиварчаните Благојче, да кажат на референдум дали се за или против овој закон. А во врска со тоа дека ВМРО ДПМН работело против интересите на албанците. Еве новинарите се тука. Капелата во Тетово. Единствена општина во Македонија каде што покојните ги чуваме на маса. Теута Арифи од ДУИ е градоначалник на Тетово. Така ли се гради доверба? Најверојатно сте се договориле. Може би ќе го изгласате овој закон. Дајте да бидеме коректни. Може би и тие што ме гласале мене, размислуваат подруго од мене, што ги гласале колегите од ВМРО ДПМН, колегите од СДСМ, колегите од ДУИ. Да го ставиме законот на референдум. Дајте еднаш да ги затвориме овие прашања сите заедно. Дали може некој да одговори дека утре некој друг нема да побара отварање или ревизија на некој закон? Треба и колегите од ДУИ да им одговорат на своите гласачи. Дали и за албанските гласачи ќе има глоба доколку не знаат македонски јазик, бидејќи вашите колеги од коалиција кажа дека амандмански ќе интервенираат во законот.